Економската состојба удри врз војската. Денеска МВР има поголем буџет од АРМ, а армијата е двигател на евроатлантските приближувања, сметаат поранешни офицери. Факултети од општествените науки од годинава во мирување или со намалени квоти. Идните академски граѓани биле вишок на пазарот на труд. Нова бугарска провокација. Надпреварот меѓу Македонија и Бугарија, меч во домашна лига, вели за новинската агенција Фокус Божидар Димитров. Македонија ја штити домашната пченица. Србија ги планира контрамерките за ограничување на увозот на македонски производи. Добра вечер, почитувани, вие сте со дневникот во 20 часот на 24 вести. Граѓанската организација Аман со протест попладнево пред хотелот Бристол во Скопје дадоа поддршка на паркобраните, а одбележа една година од како што велат најмасовните социјални протести против поскапувањата на струјата. Еве ги останатите настани кои го одбележаа денот. Хаос во Кајро. Безбедносните сили ги растурија камповите на приврзаниците на Морси. Има голем број жртви. Заврши заложничката драма во САД. Полицијата губи киднаперот во банка во Луизијана. Двајца заложници ранети, од кои едниот починал. Експлозија на индиска подморница од руско производство. Сите 18 морнари загинаа. Израел ослободи нова група палестински затвореници. Продолжуваат мировните преговори. Малиот буџет и недоволната опременост се најчестите проблеми со кои се соочува армијата на Република Македонија во последниве десетина години. Ова се забелешките кои дел од генералите и началниците во пензија ги упатија до министерот за одбрана Талат Џафери и началникот на генерал-штабот на армијата генерал-мајор Горан Чакотаски. Поранешните офицери апелираат наместо да се гледа каква униформа ќе носат војниците, подобро е да се мисли на целокупната опрема со која располага армијата како главен носител на реформите во државата. Армијата се повеќе се соочува со финансиски проблеми, реагираат дел од пензионираните началници и генерали. Генерал-мајор во пензија Илија Николовски вели дека последниве години армијата е се послаба со опрема, а тоа е поради општата ситуација во земјава. Вели АРМ подобро била опремена во 1994 и 95 година, кога имала подобри елементарни услови за работа. Ние ако сме се определиле дека сакаме да влегуваме во НАТО, во евроатлантските интеграции, секако дека треба буџетот да биде поголем. Вие знаете дека буџетот многу го смалија, за разлика од полицијата. Полицијата секој пат има поголем буџет. А сите знаеме дека главен носител на реформите во Република Македонија тоа е армијата, односно одбраната на Република Македонија. Ниту министерот за одбрана Џафери, ниту првиот човек на генерал-штабот Котевски не одговорија конкретно за слабостите за кои предупредуваат дел од пензионерите офицери, ниту пак за состојбата во која функционира војската. Џафери куртуазно порача дека често пати се земаат во предвид мислењата на офицерите во пензија кога се донесуваат важни одлуки. Ние ќе продолжиме да ја имаме комуникацијата која што е воспоставена со пензионираните генерали, имајќи предвид дека нивното искуство е добре дојдено, а за нас уште еднаш доказ дека имаме условно кажано материјали за општеството, покажува дека дел од генералите веќе се вклучени во политичкиот јавен живот. И додека АРМ се подготвува за 21-виот роден ден на само 4 дена пред него, бугарските медиуми денеска пренесуваат провокативни изјави и предлози од бугарската ВМРО, која инсистира нивниот премиер и министерот за одбрана да воспостават контакти со поранешните војници на АРМ и да ги вклучат во составот на бугарските вооружени сили. 18-годишниот македонски државјанин Бунијамин Имери е повреден во борба во конфликтот во Сирија, објави Алмакос. Според информациите на порталот, тој бил ранет во борба, но е надвор од животна опасност. Имери од скопски Грчец и е син на 38-годишниот Имер Ниметула, а настрадал во истата акција во која беше пренесено дека загинал неговиот татко. И двајцата се бореле на страната на сириските бунтовници. Младиот Имери е четвртиот македонски граѓанин за кој стигна информација дека настрадал во Сирија, но и првиот кој ги преживеал повредите. Освен неговиот татко, досега се познати уште 2 жртви. Надлежните институции во земјава засега немаат прецизни бројки колку македонски државјани учествуваат во конфликтот во Сирија.
Директорот на Бугарскиот музеј за национална историја, контроверзниот Божидар Димитров, во интервју за бугарската новинска агенција Фокус, го нарече пријателскиот фудбалски надпревар меѓу Македонија и Бугарија, кој треба да се одигра вечерва, надпревар во домашна лига. Тој изјавил дека кога чул кои екипи ќе се надпреваруваат, се запрашал против кого се надпреваруваме. Тогаш дознав дека ќе имаме фудбалски надпревар во домашна бугарска лига, изјавил Димитров за Фокус. Според него бугарската нација во моментов е поделена со граници. Исто така Димитров ја нарече македонската фудбалска навивачка група Комити просрпска група, која често ги напаѓа бугарите кои се собираат на комеморацијата на Мара Бунева. Димитров изјавил дека вечерашниот резултат од надпреварот не е важен, затоа што е пријателски. Сепак тој нагласи дека смета на победата на Бугарија. Ќе дојде денот кога македонскиот тим ќе биде подобар од бугарскиот, затоа што не е многу тешко да го победиш и нашиот национален тим, додал Димитров. Се намалуваат квотите на дел од студиските програми по општествени науки. Родовите студии оваа година ќе мируваат. Ќе се продуцира кадар кој полесно може да стигне до работно место. Ресорниот министер Спиро Ристовски вели дека за сметка на општествените науки ќе се зголеми квотата за техничките факултети и студиите ќе се прилагодуваат според пазарот на труд. Родовите студии оваа студентска година ќе мируваат. Дел од студиите по општествени науки ќе бидат со намалени квоти. Со оваа одлука според ресорниот министер ќе се намалува бројот на невработени и продуцирањето на вишок кадар. Идните бруцоши според него ќе треба да размислат за идната професија која треба полесно да ги однесе до работно место. За сметка на општествените науки ќе се зголеми квотата за техничките факултети. Имено врз основа на анализите и податоците со кои што располага Министерството за образование и наука, се дел од податоците на Агенцијата за обработување Државниот завод за статистика во Република Македонија, има реален суфицит на кадар кој што завршува на факултетите од областа на општествените науки, додека сериозен е дефицитот на кадар кој што е во рамки на техничките факултети, односно потребите на пазарот на трудот говорат дека студентите кои што завршуваат на техничките факултети многу побрзо и многу посигурно ќе обезбедат работно место. Последното мерење на Агенцијата за вработување покажа дека со факултетска диплома работа чекаат околу 17.000 невработени лица. Најголемиот број од нив се дипломирани економисти и правници, професори по оделенска настава, социјални работници и психолози. Најбарани профили на пазарот се уште се програмерите, информатичарите, машинските и електроинженерите. На 5 јавни универзитети оваа студентска година ќе се запишат вкупно 25.624 студенти. Вие сте со дневникот на 24 вести, во продолжение ќе гледате. Нема потреба од закон за медиуми, велат од Центарот за развој на медиуми. Опозицијата бара законот да се повлече од собраниска процедура. Граѓанската организација Аман попладнево пред хотелот Бристол во Скопје или на местото на уништениот парк дадоа подршка на паркобраните, а истовремено одбележаа една година откако што велат најмасовни социјални протести во Македонија против поскапувањата и уништувањето на животниот стандард. Протестите се одвиваа во тек на 5 месеци, а во меѓувреме беше покрената и граѓанска иницијатива за измена на законот за енергетика, преку која се собра над 13.000 потписи, што ги однесе нашите барања во собранието, каде претениците на владеачката партија одбија да го послушаат гласот на граѓаните и со најпримитивни зборови ја нападнаа нашата тетка Зорица, која сепак успеа храбро и достоинствено да изнесе нашата приказна. Се соочувавме со високи температури, со ужасен студ, со УМС на ВМРО-ДПМН и најразлични закани и заплашувања и не подклекнавме, изјавија од Аман. Една година од првиот протестен собир на Аман, каде што за прв пат во независна Република Македонија излегоа преку 10.000 граѓани низ улиците ширум Македонија. Социјалните протести, за жал, ги немавме до ланската година. Аман како иницијатива беше доста успешна и година дена после тоа ефектот можеме да го видиме. Мислам дека и скорешните поевтинување на струјата и на другите енергенси се последица од тоа што Аман се бореше измината 365 дена. Ние мислиме дека иницијатива Аман беше многу успешна, беше добро изведена, добро мислам спроведена и како протести и како пат по институциите кој е многу тежок
како е многу законите се тешки разбирливи за тие што ги препознават, а не некој што е недоволно образован. Меѓутоа, јас мислам дека граѓанската иницијатива е за почит, а тие македонски избраници од власта кои беа во собранието и кои наместо аргументи за тоа што иницијативата го бараше, искажува вулгарности, лепе етикети, тоа е нивен срам. Центарот за развој на медиуми е со став дека нема потреба од закон за медиуми, но доколку веќе се носи, тогаш инсистираат преку амандмани кои во најголем дел се забелешки на експертите и на новинарската заедница да се интервенира во предложеното законско решение. Законот за медиуми е непотребен, а доколку мора да се донесе, тогаш бараме да се усвојат амандманите на домашните експерти и новинарската фела, велат од Центарот за развој на медиумите. Дејан Георгиевски вели дека Центарот го има истиот став како и останатите новинарски и медиумски организации, Сдруженијето на новинари, Македонскиот институт за медиуми и самостојниот синдикат на новинарите на Македонија, дека не е потребен посебен закон за медиуми, бидејќи истите прашања се регулирани со останатите закони, а дел од прашањата треба да бидат оставени на саморегулација. Тој закон е непотребен, затоа што прашањата што ги регулира може да се решат со интервенции во други закони, а сметаме дека тие други прашања или повеќето тие прашања би требало да се остават на саморегулација на печатените и на онлайн медиумите, како на медиумската заедница, така и на новинарите кои работат во тие. Во дебатата за новиот закон за медиуми не учествува иницијативниот одбор за ослободување на новинарот на Нова Македонија Томислав Кежаровски, кој е 3 месеци во притвор. Председателот на Сдруженијето на новинари Насер Селмани целата дебата ја нарече фарса, додека дел од останатите медиумски работници, представени од паралелното Сдружение МАН, сметаат дека треба да се донесе закон, иако не се согласуваат со висината на казните за новинарите и медиумите, кои според нив мора да бидат поблаги. Освен амандманите на новинарите и експертите, измени на предложениот закон поднесе и владата, а за текстот ќе продолжи јавната расправа. СДСМ денеска побара од владата да го повлече предлог законот за медиуми и законот за аудиовизуелни медиумски услуги, за да се заштитат новинарите и да се заштити слободата на изразување како темел на една слободна држава. Од партијата велат дека се обврзуваат дека веднаш по промената на власта ќе го поништат вака предложениот закон за медиуми, доколку власта во сегашна форма го усвои. Ние сме незадоволни што власта ги негира синдикатите, ги успорува новинарските организации и се обидува да креира свои. Новинарите се тие кои одбираат кој ќе ги представува и тука власта не смее да се меша, велат од најголемата опозицијска партија. А експресна реакција пристигне од партијата на власт. СДСМ во денешното соопштение без да спомене ниту еден аргумент зборува за законот за медиуми и законот за аудиовизуелни медиумски услуги и при тоа јасно се спротивставува во оваа сфера да се воспостават европски стандарди, велат од ВМРО ДПМН. Во текот на вчерашниот ден тројца представници на меѓународната заедница потврдија дека на Република Македонија и се потребни вакви закони со кои ќе се унапреди состојбата во сферата на медиумите. Дополнително би сакале да потенцираме дека владата низ процес на диалог, воден со повеќе релевантни институции и организации, прифати огромен број на сугестии, предлози и забелешки со кои текстот на овие закони постигна високо ниво на консензус. Во сообраќајна несреќа која се случила на магистралниот пат Струмица Ново село, утрово животот го загуби 62-годишниот МП од Струмичко Ново село. Според полицијата, утрово околу 5 часот од засега непознати причини возилото Opel Vectra, кое го управувал МП, се судрило со автобус. Од тешките повреди веднаш починал возачот на Опелот. На 14.8.2013 година околу 4:45 часот на магистралниот пат Струмица Ново село во близина на селото Босилово се случила сообраќајна незгода помеѓу патничко возило Opel Vectra со струмички регистарски ознаки, управувано од Митко П, 62 годишен од Ново село, автобус управуван од ТД, 42 годишен од село Петралинци Струмичко и трактор управуван од ЗЗ, 38 годишен од село Секирник Струмичко. Во незгодата на самото место починал Митко П, додека неговите сопатници СИ, 18 годишно од село Дабиле, се здобила со тешки телесни повреди, а ГМ, 22 годишно од Струмица, со телесни повреди истите се пренесени на лекување во медицински центар Струмица. Со телесни повреди се здобил и возачот на автобусот. Увид на лице место е извршен од страна на истражен судија, јавен обвинител и од увидна екипа од СВР Струмица.
Грчките погранични власти од премините в зони вчера уапсиле 24-годишен македонски државјанин кој бил баран од германските власти за шверц на дрога. Откако бил уапсен, македонскиот државјанин бил принесен во Килкис, каде дал изјава, а бидејќи станувало збор за меѓународен криминалец, тој со полициска придружба е пренесен во Солунскиот затвор, каде дал изјава пред главниот јавен обвинител на Солун. Поликлиниката во Ѓорче Петров доби нов кабинет за оториноларингологија. 5 години пациентите овие услуги ги вршеле во другите здравствени центри. Специјалистот по ОРЛ во поликлиниката Ѓорче Петров преминува од приватниот сектор во јавното здравство преку проектот за превземање на кадри од приватните здравствени установи. Тоа недостасуваше во оваа поликлиника по заминувањето во пензија на докторот кој што тука работеше пред повеќе од 4-5 години. Тоа значи 5 години граѓаните на општина Ѓорче Петров, но и околните општини Сара и околните населени места мораа за оваа здравствена услуга да патуваат до Карпош или до центар, до Букурешт или до некој од поликлиниките во центар, или пак да се обраќаат за ваков тип на здравствена услуга на секундарно ниво во 8 септември или можеби некогаш дури и да го оптоваруваат и системот на терцијерно ниво. Докторката која што почна да работи тука и која што со чие доаѓање се возможи практично реотварањето на овој кабинет е докторка која искористи можноста за преминување од приватно во јавно здравство. И таа е една од 13 доктори кои што ја искористија оваа можност и со договори беа префрлени од приватни здравствени установи во јавното здравство. Патологијата зуво носи грло една од најчестите патологии како за детската, така и за адултната возраст. Со ова постигнуваме пациентот како ќе пристапи во поликлиниката од матичен лекар, од обработка, лабораториска анализа, клиничка обработка, од страна на кабинетот и другите специјалистички служби што се во поликлиниката, пациентот да добие комплетна обработка и терапија и едноставно да ги заврши сите услуги на едно место. Вие сте со дневникот во 20 часот, во продолжение меѓу другото ќе следите. Субрата Рој не може да им ги врати парите на оштетените. Банките не му даваат кредит за да се раздолжи. Утре истекува рокот што Србија и го постави на Македонија за укинување на мерката за ограничен увоз на пченица и брашно. На почетокот на неделава Србија предупреди дека контрамерките за ограничување на увозот на македонските производи најрано би ги вовела од следниот понеделник. Од македонска страна се уште нема конкретен рок за укинување на заштитната мерка. Се продлабочува трговскиот спор Македонија-Србија. На ден пред истекот на рокот што Србија и го постави на Македонија за укинување на мерката за ограничен увоз на пченица и брашно, нема конкретен став од институциите на двете земји. Од Српското министерство за внатрешна и надворешна трговија за 24 вести коментираат дека во текот на утрешниот ден ќе решат каква одлука ќе донесат, а тоа ќе зависело од ставот на македонската влада. Пред 2 дена Српското министерство за внатрешна трговија предупреди дека мерките за увозот на македонски производи најрано би се вовеле од почетокот на следната недела, ако Македонија не ја укине мерката. Од Македонското министерство за земјоделство велат дека се фокусирани на забрзување на откупот на домашната пченица. До сега се откупени околу 75% од домашната пченица и очекуваме во следниот период оваа динамика на откуп да продолжи. Тоа е во интерес и на земјоделците и на мелничарите и за целата земја. Стои во соопштението од ресорното министерство. Владата минатата недела порача дека засега нема конкретен рок за укинување на мерката и дека таа ќе остане на сила до стабилизација на пазарот. Во овој момент не оперираме со конкретни датуми, рокови, туку сме фокусирани на подобрување на пазарниот инструментариум и надминување на самиот предизвик како таков. Извори за 24 вести коментираат дека е невозможно укинување на заштитната мерка во скоро време, бидејќи се уште околу 30% од домашното жито не е откупено. Силосите на мелничарите се уште затрупани со српска пченица и брашно и поради тоа стагнира откупот на домашната пченица, велат извори за 24 вести. Само во последните година и половина во земјава влегле околу 250.000 тони српска пченица и брашно, од кој голем дел
не е продаден или преработен. Земјоделците остануваат на барањето. Владата да донесе одлука за интервентен откуп на околу 10.000 тони пченица, што според нив во моментов е единствен спас за годинишната реколта. Лозарите бараат откупната цена на вранецот да биде 14 динари за килограм, а на смедеревката 12 динари. Од лозарските здруженија очекуваат винарските визби да ги прифатат нивните барања, иако овие цени се за нијанса повисоки од ланските. Винарниците денеска на оваа тема имаа средба со министерот за земјоделство Лјупчо Димовски. Инаку дел од винарските визби веќе најавија дека годинава високо квалитетните сорти на грозје ќе ги откупуваат по повисоки цени од лани. Овој период на лозовите плантажи на големо се берат високо квалитетните сорти. Од ресорното министерство преку соопштение до медиумите истакнаа дека е потребно максимално вклучување на представниците од винскиот сектор во процесот на подготовка на откупната цена. Продолжуваат проблемите на субрата Рој во неговата матична земја. Повторно се соочи со индиското регулаторно тело СЕБИ, кое го гони за проневера од 4,4 милиарди евра. Рој ги обвинува банките бидејќи тие не му дале кредит за да ги обештети измамените граѓани. Врховниот суд во Индија бара писмена гаранција дека парите кои ги должи субрата Рој ќе бидат исплатени. Ова го изјавија судиите пред адвокатите на Рој и неговата компанија Сахара на вчерашното судење. Тоа е исклучително тешко да се поверува. Ние ќе ја прифатиме изјавата веднаш, ако докажете писмено пред СЕБИ, САД или во Врховниот суд дека уште на почетокот ова сте го мислеле. Изјавиле судиите. Субрата Рој на вчерашното судење ги обвини банките во Индија бидејќи не му давале кредит кој ќе бил доволен за враќање на неговите долгови, кои изнесуваат фрапантни 4,4 милиарди евра, собрани од речиси 30 милиони инвеститори преку обврзници. По оваа проневера, судот на Индија ги држи замрзнати неговите сметки веќе подолго време. Проневерата на овие пари е направена со помош на двете компании кои се во негова собственост. Сахара Индија недвижности и Сахара домување инвестиции. Судот го жаложи индиецот да ги врати парите за 3 месеци на исто толку рати, но од тоа субрата Рој вратил само една рата, а предвидениот рок веќе е поминат. Следното рочиште е закажано на 26 август. Без разлика на моменталната состојба во која се наоѓа бизнисменот кој на големи врати се уште го представува владата, нема место за паника. Ветените инвестиции според Рој во земјава ќе бидат остварени. Тој најавува вложување од стотици милиони евра во туризмот, земјоделството, филмската индустрија како изградба на спомен обележје на Мајка Тереза во центарот на Скопје. Кредитните текови се позитивни со поголема ориентираност на банките кон населението. Девизните резерви се на ниво доволно за справување со евентуални непредвидени шокови. Депозитите во банкарскиот систем растат, но побавно од очекуваното, а инфлацијата и натаму се движи во проектираните рамки, оцени Народната банка. Според Народна банка, каматната стапка на благајничките записи ќе се задржи на нивото од 3,25%, а на аукција ќе се понудат благајнички записи на ниво на доста саниот износ 25.500 милиони денари. Во првите 6 месеци од 2013 година, износот на ново одобрени кредити од страна на банките кон секторот на нето извозници и домашни производители на електрична енергија достигна 3,58 милиони денари, при што ново одобрените кредити во најголем дел, 99%, се кон секторот нето извозници. Се намалува бројот на домашни туристи. Во јуни годинава, споредено со лани истиот период, статистиката регистрираше намалување на домашните туристи 7,8%, а за 9,4% е намален бројот на ноќевање на домашни туристи. Наспроти домашните расте бројот на странските туристи. Според статистичките податоци, бројот на странски туристи во јуни оваа година, споредено со лани истиот месец, е зголемен за 16,1%, а бројот на ноќевања зголемен за 12,5%. Вкупниот број на туристи во јуни годинава изнесува 67.822, а бројот на ноќевања 168.412. Македонија најмногу ја посетиле турци, грци, срби, германци, бугари. Најголем дел камен темелници во индустриската зона Чојлија во скопската општина Петровец се очекува да бидат поставени следната година. Изјави министерот за транспорт и врски Миле Јанакиевски на поставувањето камен темелник на првиот објект од веќе продадените 65 парцели во оваа индустриска зона. Денес се постави камен темелник на објект кој ќе биде логистички центар, инвестиција околу 1 милион евра и согласно она што го слушнав од инвеститорот, планирано е најкасно во првиот квартал од наредната година овој објект да биде
завршен. Дополнително ќе придонесе тоа за општина Петровец, за Република Македонија, дополнително 30 вработени во првата фаза, а вкупниот број на вработени се планира да биде околу 360. Еврозоната излезе од рецесија. Најновите податоци кои ги објави Евростат укажуваат на опоравување на монетарната унија. По рекорден 18-месечен минус, еврозоната регистрира раст од 0,3% на бруто домашниот производ во вториот квартал. Аналитичарите коментираат дека и покрај позитивните сигнали, прерано е да се каже дека кризата е завршена. Растот беше очекуван откако германската економија се зголеми за 0,7% во периодот меѓу април и јуни. Today's figures, when combined with other recent positive survey data, are encouraging and suggest the European economy is gradually gaining momentum. They support the European Commission's 2013 spring forecasts and its projections for a subdued, mild recovery in the second half of 2013. The data supports also, in my view, the fundamentals of our crisis response. A policy mix where building a stability culture and pursuing structural reforms supportive of growth and jobs go hand in hand. This slightly more positive data is welcome, but there is no room for any complacency. Self-congratulatory statements suggesting that the crisis is over are definitely not for today. There are still substantial obstacles to overcome. The growth figures remain low and the tentative signs of growth are still fragile. The averages hide important differences between member states, and a number of member states still have unacceptably high unemployment rates. The implementation of essential but difficult reforms across Europe is still in its early stages, so there is still a very long way to go. Албанија го забрани увозот на месото и месните производи од Косово. Француските компании го селат својот капитал и дејност во Швајцарија. Повеќе од 1200 починати пензионери од Грција добиле пензија. Во продолжение преглед на бизнис вестите од соседството и светот. За 2 месеца Кина ќе го превземе од САД приматот најголем светски увозник на нафта. Ова е резултат на растот на побарувачката во Кина, но и производството на САД. Па така според податоците на Американската владина агенција за енергетика, увозот на нафта во Кина со сигурност ќе го надмине увозот на САД на годишно ниво. Во моментов Кина е најголемиот потрошувач на енергенси во светот. Месото и месните производи од Косово не смеат да се извезуваат на албанскиот пазар. Ова одлука доаѓа по несоодветната температура за време на транспортот при увоз на месо од Косово во Албанија. Според првиот човек на Сдруженијето на месопроизводители на Косово, забраната е несватлива, бидејќи во Албанија се користат различни механизми за мерење на температурата во камионите ладилници, а самото месо добило зелено светло за извоз од Агенцијата за храна и ветеринарство. Француските компании го селат својот капитал и дејност во Швајцарија. Дури 850 фирми од стартот на годинава го сториле тоа се со цел намалување на големите давачки кои ги имаат во својата земја. Ланската година ова го сториле повеќе од 600 предпријатија. За една плата од 8.000 евра, социјалните давачки изнесуваат 32% во Швајцарија, а за истите во Франција достигнуваат до 65%. Сепак информациите велат дека производството се уште останува во Франција, преселба прават само социјалните представништва на компаниите. Чешката економија излегува од рецесија и остварува раст на економијата по негативен период од цели 6 квартали. Според податоците на Чешката статистичка агенција, бруто домашниот производ во вториот квартал од годинава е зголемен за 0,7% во споредба со истиот период лани. Кризата во земјата започна со намалувањето на инвестициите и пат на побарувачката од странство. Повеќе од 1200 починати пензионери од Грција добиле пензија. Ова го покажува пописот кој е направен во Министерството за финансии на Грција и потрошени биле 35 милиони евра. Според заменик министерот за финансии, пензиите биле исплаќани повеќе од 6 месеци по смртта на корисникот на пензија, но сега веќе имињата биле избришани од регистарот. Според него 21 милион се вратени од страна на нивните фамилии, а властите прават напори да ги повратат и останатите 14 милиони евра. На крајот од економскиот блок следуваат берзанските движења дома и во светот.
Вие сте со дневникот во 20 часот, продолжуваме понатаму. Уште 12 нови изданија на светски реномирани автори добија превод на македонски јазик. Тие се дел од проектот Превод на 1000 стручни, научни книги и учебници, од кои се учи на реномираните универзитети во САД и Англија. До сега се преведени 821 странско издание. Имајќи ги во обзир денешните 12 нови изданија од различни области, од медицината, од ветерината, од земјоделието, од економијата, стоматологијата, од предприемништвото, иновациите, биотехничките науки и правните науки. Со овие 12 нови наслови денеска практично дојдовме до 821 книга и учебник кои што се преведени со преходно платени авторски права, испечатени и дистрибуирани низ универзитетите и факултетите широм Република Македонија, ставени на располагање буквално на секој што сака да прочита нешто од што истовремено се учи на некој од врвните универзитети во светот. Убиени демонстранти, насилство и голем број повредени. Ваква е сликата од Египет откако привремените власти по предупредувањата крваво се пресметаа со приврзаниците на соборениот председател Морси, кој мирно протестираа во два привремени кампа. Египетското председателство воведе вонредна состојба на територијата на целата држава. Таа ќе биде во сила 1 месец. Египетските безбедносни сили по неколку неделно предупредување отвориле оган врз демонстрантите кои на неколку локации во Каиро непрекинато кампираа и протестираа против насилното симнување од власт на председателот Мохамед Морси. Во центарот на главниот град завладеа потпун хаос. Извештаите за загинати и повредени се можне различни, зависно дали доаѓаат од приврзаниците на Морси и муслиманското братство или од извори блиски на привремената влада која постави армијата. Муслиманското братство процени дека стотици невооружени демонстранти биле убиени, додека од Министерството за здравство соопштија дека 56 лица загинале, а над 500 се повредени. 5 од загинатите се полицајци. Фоторепортер на телевизијата Sky News загинал додека известувал за немирите во Каиро, пренесе и Тартас. За сега нема официјална потврда на информацијата. Полицијата и армијата акцијата на конечна пресметка со приврзаниците на Морси ја почнале рано наутро и со полна воена опрема тргнаа кон двете упоришта на демонстрантите. Представник на привремената влада изјави дека акцијата се одвивала координирано. Уапсивме повеќе од 200 луѓе, а 26 демонстранти се повредени. Фативме и голем број лидери на муслиманското братство. Сепак прерано е да ги објавиме нивните имиња. Полицијата во акцијата користеше само солзавец. Извештаи за насилства стигнуваат и од другите делови на Египет. Судири имало и во Минија и Асиут, каде што војската со солзавец ги растерувала демонстрантите и симпатизерите на муслиманското братство кои запалиле 3 коптски цркви. Европската унија апелираше до сите страни да се воздржат од насилство. Извештаите за мртви и ранети се мощно загрижувачки. Повторуваме, насилството нема да доведе до решение. Ги повикуваме египетските власти да бидат максимално воздржани. Египетскиот председател Морси на 3 јули беше насилно симнат од власт, а со акцијата раководеше воениот врв. Иако привременото раководство беше брзо избрано, демонстрантите кои сметаа дека Морси е нелегално симнат почнаа да се собираат и мирно да протестираат. Од тогаш до сега најмалку 250 лица загинаа во судирите во Египет. Еден од двајцата заложници кои беа повредени во банка во градот Сент Џозеф, Луизијана, од вооружен напаѓач, починал во болница. Киднаперот 20-годишниот Абдо Ахмед предходно упадна во банката и како заложници држеше 2 жени и 1 маж пред да биде застрелан од полицијата. Тој во текот на преговорите со полицијата се закани дека ќе ги убие двајцата заложници, пошто полицијата влезе во банката. Ахмед пукаше во заложниците, потоа полицијата го уби, соопшти представник на полицијата. Мотивот за нападот не е познат, но веројатно се смета дека сакал да изврши грабеж. Сите 18 морнари на индиската подморница од руско производство загинаа, соопшти индиските власти. Несреќата се случи во пристаништето во Мумбај, кога по експлозија подморницата се запали и потона. Подморницата е произведена пред 16 години во Русија. Неодамна била во руска фабрика на ремонт и сервисирана. Од руската фабрика соопштија дека подморницата била целосно исправна кога во јануари била вратена во Индија.
Израел ослободи 26 палестински затвореници со подолги затворски пресуди, кои се дел од 104 затвореници, кои вети дека ќе ги ослободи во замена за согласноста на палестинската страна да бидат обновени преговорите. Во меѓувреме израелската армија изведе воздушен напад врз појасот Газа, откако оттаму беа истрелани ракети на само неколку часа пред обновувањето на израелско-палестинските мировни преговори. Председателот на Италија, Джорджо Наполитано, изјави дека пресудата против Силвио Берлускони ќе остане во сила и ја предупреди неговата партија да не се обидува да ја собори владата заради овој потек. Изјавата на Наполитано дека законот треба да се почитува ги прекина надеждите на партијата на Берлускони, Народ на слободата, дека шефот на државата ќе најде начин поранешниот премиер да остане лидер на десноцентристите и покрај неговата пресуда за лишување од слобода заради даночни измами. Restricted circumstances. Македонската фудбалска репрезентација за помалку од 15 минути на Филип II во Скопје ја пречекува селекцијата на Бугарија, со која ќе го одигра пријателскиот меч кој е дел од подготовките за предстојните квалификацијски соочувања со Шкотска и Велс. Селекторот Јаневски и капитенот Пандев посочија дека Македонија има сила за да ја совлада Бугарија. При тоа не заборавија дека да потсетат дека со помош на публиката и со спортска среќа може да се забележи поволен резултат. На последните две соочувања со Бугарија Македонија два пати беше поразена со идентични 1-0. Подготвени и комплетни кошаркарите со натрпение го очекуваат пријателскиот надпревар со Литванија. Селекторот Алеш Пипан е задоволен од сработеното и очекува добар меч во сабота на кој шанса ќе добијат сите 14 кошаркари. Искусниот Плеј Илиевски на денешната пресконференција посочи дека атмосферата во репрезентацијата е одлична и очекува добри игри на пријателските средби и добар настап на Европското првенство во Словенија. Pripremamo se na tu utakmicu sa Litvom koji je prijateljskog karaktera, kojom ćemo isprobati neke varijante. Priliku će dobiti svi igrači, tako da nekako nije nam u prvom planu rezultat, mada bih želio ovdje pred domaćom publikom u domaćoj dvorani, ovdje u Skopju, u Makedoniji, da se predstavimo u dobrom svjetlu svima našim navijačima, jer to je jedina prva i zadnja utakmica ovdje prije odlaska pred domaćom publikom, prije odlaska na Europsko prvenstvo. Igrači, zadovoljan sam ovim tokom priprema i ovaj dio što je za nama, igrači dobro rade, stvarno se zalažu, daju sve od sebe i oni čute neku odgovornost i sve što nas čeka na Europskom prvenstvu u Sloveniji. Работевме добро во овие претходни седмици. Мислам дека сега со приклучувањето на Тоше Гечевски го добивме оној последен дел од мозаикот кој што го чини нашата репрезентација. Јас лично сум и среќен и задоволен што сум дел од оваа репрезентација и едноставно мислам дека се тоа што не красеше и што го имавме во последните неколку години, мислам дека и оваа година е на некој исто ниво, така да јас само се надевам дека ќе останеме здрави до почетокот на европското и не се сомневам во тоа дека ќе дадеме се од себе, ќе го ставиме срцето на паркет и ќе пробаме да израдуваме Македонија уште еднаш. Тука е крајот на дневникот, почитувани, ви благодарам за вниманието. Имајте пријатна вечер.